цялото розеници. Може да ти даде предлог някой съветник за нещо друго. Вот и да е забранена темата да разговаряме за това. Това ми смета реално, че аз ако да седа да разговарям, отговорим да се дебатира. Да не се политически ситни, политически поеми отбива на нещо. Факт е дека едно предприятие мора да функционира. Ако има с големи трошъци, големи влезни трошъци, мора услуга да шоя. Сите. Мисля дека ние трябва да дебатираме за тези точки. Сметам дека ние да ги ставим на дневен ред и сите факти ще ги имаме да ги изнесем. Ще се протиставим мисления и ќе најдеме заедничко решение. Заедничко решение, сите заедно. Ние сме совет, но мораме да носиме одлуки во интерес на граѓани. Може да се договориме тие што се подудараме медиите свободи, но ќе разговараме за решение. И спред гласовите. Вот е таа отговорност да ги айде да ги ставиме на дневен ред, да разговаряме за отворен. Има образлагач, може да им убеди образлагачот дека треба да се случи. Да му каже съществените работи защо трябва да биде отворен на кеса. И ја реално не е удобно да познавам. И аз сакам да го питам образлагачот някаква работа. Защо е така, защо е така. Нетърпелив съм да добием отговори. Ако го оставим да не ги разговаряме, няма да ги разговаряме. Сега няма наредни условия, това ги разговаряме. Да, мисля дека за работите трябва да разговаряме, колко и да са болни, колко някой път да са мачи, ние сме совет, имаме права, ама имаме и обръзки. Всяка наша седмица е трошно влияние. Това може да знаем. Как го правим? Има ли образлагач на тези точки днес? Има. Кога ги обидите образлагач? Моментално е, когато ги стави на дневен ред. За работа на совето се грижи председател на совето. Разгледи образлагачът, ако бидат ставени на дневен ред. Предлого на председател на комисията за комунално дейност, тя може да остава на гласа. Ако се изгласа да бидат точките на дневен ред, да го контактира водно образлагач. И това обидва да му доведе да възложи все, що трябва да възложи. Променете на някой друг си въпрос. Лични сборове, да не е предходно договорено да бъде. Почитувам председател, защото аз съм член на комисията и я бех против и сега няма повторно да повторчам. И аз за комисията мисля дека има някои измени, како што ти кажа, ќе најдеме заедничко решение. Меѓутоа истата тарифа си беше и на комисията, како што беше доставено и на предходниот совет кога бяха влечени со. Рече колегата Кирил, требало алтернатива. Па да това директорот на јавното комунално предприятие треба сам да изменаджира и сам, а не да удара по джебот на... Вие веќе оставите да разговараме за тези точки. Да, ще ги ставим на дневен ред да разговаряме, пък е биде... Ама няма никакви измени, значи иста е тарифата. Може да ги постигнем решение. Кой гарантира дека тия две точки ќе поменат? Има ли некој мокен тук да тия зависат от нас 15 години? 15 години. Со тия измени... Вие ќе се произнесете и ќе преку свој глас ќе кажете да кажете вашия став. Може тия две точки няма да поминат днес. И да ги ставим на дневен ред. Нечестно е спрема предприятията, които работят в интерес на граѓаните, ние нивните проблеми, ние взимаме промишари, за да ги решаваме нивните проблеми. Да ги разгледуваме нивните предмети, да носиме отлуки. Ако ти тръгнем сега, значи отлагаме го решаването на проблема. Дай да го изнесеме, да го решиме и да продължим на там си казаем. Значи, това е мой став, мое мислене, не мора да го прихванем. Ама по логика на нещата, мисля дека не е грев да ги ставим тия две точки да ги дебатираме. Ние веќе ги дебатираме. Айде, по-добре. Значи така, точките бяха на дневен ред поради методно подаване и предлог да се свика комисия и на тази комисия да се разговара, односно да не бидат презентирани, поради коя причина тия точки да бидат донесени и на самата комисия ние можехме да понудиме като съветници и членове на комисията предлози или алтернативи, за да биде коригирана предлог одлуката за висината на надоместо, што треба да биде дадена на сметката за води. Значи, ние бееме тука во цел состав од комисията, имаше плюс двојца советници, значи никој не рискира со бројка да биде намалена сумата и не предложи да биде намалена сумата што е предложена нека на предлог одлуката. За да во моментот кога ќе дојде до гласање на комисијата за одлуката, да биде коригирана сумата или дори ќе биде прифанена. А образлагачот што ќе дојде, директор на јавното предпријатие, ни ги образложија, мисла, тие што беа присутни на комисија, според него, кои се законските
и кои се економската оправданост за донесението на тия точки. Значи можем да навлазим много детали по-натам, ама това не е предмет да навлазим во детали, пошто ние тук се държиме според документи и се държиме според това, што е напишено и трябва да видиме конкретни концепти от това, што го читам и што го образлагам. И предлагам да се стави на гласење предлагам на създадава комисията, точките да бъдат ставени на дневен ред, за това, што како ще кажа, вие веќе дебатираме дори, а нема цел да дебатираме, ако ќе бъде одобрено, можеме да дебатираме. Како ще кажа колегата Деjan, моят предлог беше точките да се стават на дневен ред. Ние веќе 15 минути дебатираме за това. Доколко бидат ставени, доколко помине дневен ред, после можем да дебатираме за точки или по-костата. Повикваме да поставите на глас и ако ви сложим, те да дебатираме, после по-натално. Во тека на слънце, дали ти е... Односно предлогот, кога да се отпити, тук и началника, може да писака да слушне, не беше приступало. Имаше начин на това, конкретно за програмата, која може да се обрати. Две работим на начални, че во однос на претходната средба, на петта седмица, имаше моја интервенција да се напомни прашањето како Комисијата за организирање на културни меропријатија, така натаму точно што, да се предупомни своја активност во однос на 8 април, како активност која што веќе ние 20 години се организира и општината е директен и индиректен учесник во организирањето. Таа година сакаме да даде посебен акцент, општината да биде малку повеќе инволвирана во организирањето, тоа што е исто. Малте не. Со тоа што за прв пат можеме да видиме како општина која што паралелно со комисијата и со граѓанска организација организира меѓународен ден. Знаете, че секоја година имаме различен интензитет на манифестацијата. Некогаш имаме со 100 души. Предпоследниот пат вие бевте сведок, не знам дали други, имаме 600 присутни на самата манифестација. Това значи да манифестацијата поголем која ще користна за сите нас и предложих да биде внесена во таа програма, со тоа што ние во комисијата за организирање на тие манифестации можеме да присустваме и да го дадеме предлогот на целата таа како ќе тече таа манифестација. Средба кај вас така и манифестација каде и така натаму. Това ви е добро да попомнато и мислам дека со интервенција во програмата дека е вметнето, така да точно да не рече нема потреба да стави да става до разчистено, само за информација. Другото прашање беше моје во однос на претходни наши консултации за систематизацијата која што беше изгласана мислам дека пред нова година и ангажирање на еден блок референт кој што ќе биде посредник меѓу ромската заедница и општината да ги олесни процесите на работа. Знаеме дека како заедница нашите социјални проблеми се толкави да и 20 за работени може да бидат малко. И тоа беше договорено. И сега информацијата што имаме ние во последно време дека некои од општинската администрација, систематизацијата што беше поминала на Советот, баш Ром референт дека е повлечен. Мен малку това ме изиритира, може долу информацијата ја немам, соодветно и конкретно, меѓутоа кога слушнав дека предлог на Совет да изгласена систематизација некој да работи и не повлачи, лично бех чисто изреволтиран и сакам да попитам што е проблем за што се работи. Това ще пак ние като Совет по точка разно да се разговаря, защото не е разговарено. Накратко ще дам отговор за първата точка, след като по програмата може да се внесе за развиването на културен размер в човека на годината и делно на ромите в някакъв и да съществува употреба по програмата, която тя вие предложите и да видим да съгласиме програма, защото това абсолютно няма никакви проблеми и не е в однос на систематизацията за работа на община Вълчево, систематизацията може да предположим и от на цялата година, доколко Министерството за информация и общата администрация не дава съгласност съгласно с всички законски регулативи. Ние имаме потреба да бъдем координатор с ромското население, с проблемите на ромското население, како това на самото да сме дължи да го възможиме. Това не го възможиме, че те се внесат за систематизацията место за координатор, референт за ромската заедница, това ще имаме своя стратегии за работа
регистрация на договорите на работата в Словения и имаме един координатор. Не гледам проблемите. Не, аз И ги решим. Гледам го, значи, ќе се разложи прашањето, што беше направено век по нова година, това да се почне сега. Ако имаме нова систематизација, това значи нови плюс 3 и повеќе месеци. И на мене ми пречи прашањето, што не го Да. Никой го променило, това колко да кажете решение. Ако Точно, Министерството за информатичко общество може програмата да я скрати или да одобри целата, но това не е и некој административен работник. Односно, защо сме ние това? Трябва да се сета какво поменена програма да го има. Јас се много добро сеќавам, защото програмата ме интересираше и е добро разгледах, какви си други материали. Ако образно на това плана за образование в област, ние най-гласната систематизация. На нея си не Ще го попита дека не гласаме ситуация. Ние систематизацията ще бъдеше план за работа. Може да направим последователно задание. Може и това да разработим. Честно че може нямаше да само да покрина някакъв проблем. Или систематски проблем, че съм към мене като съветник. Защо? Беше ми опекен от директор тук на тази маса, дека ми достави допълнена програмата. Допълнена програма още няма. Беше ми опекен на комисията за финанси и бюджет. Дека ще ми бъде доставено, написано, дали на мейл, значи програмата за 2022. Защото точно е подключил бюджет. Още нямам добиена на програма. Беше ми имал задано прашни до конкретно директор на някакво ново предприятие. На 5 години от седмица. Днес е 28, некъде повече от 30 дена премина и аз още нямам добиена отговор. Четвърто, що не ми най-много прашни, на първата моя ще беше вечерка, бе повикан като съветник, времена жиличка, минус 15 степени вънка, саат и пол, чекам. И аз така чекам. Времената жиличка ще беше невеста, саат и пол чекам по стената. Никой до сега ми не отговорил защо е това така. Значи, ние, ако сме тук на тези неща, само за пошарите, и аз не се промагам да спасирам. Аз ще или трябва да се знаете, значи, кога имаме записмено, има говоря, че до сами записници. Ако има веќе безмало записников, нормално што се побанално. Знам што ми кажеш, дека треба да се држиме до дневен ред. Да. Да се држиме до дневен ред, ама само да разговараме од имало 3 советника реакции за исто. 3 советника различни. Некој път се случува точките да ги поминеме, да ги изгласаме со одредена забелешка. И после таа забелешка не ја видиме вградена во материјал. Без таа забелешка таа точка не мога да помине. Значи, ќе го немало това одобрување. Да заземеме став. Борете да не ги враќаме точките на повторно. Борете да кажеме, ќе помине со забелешка. Ама таа забелешка, образлагачо или изработувачо листата да ја сване како обврска, која ќе мора да ја вгради во предлогот, што ни го дава веќе одлука после нашата. Само во контекст председател на посета, пошто позитивни колегата, на предходната седница исто рековме точката за младински совет се усвојува со това што текстот да биде усогласен. Ја не сакам ништо против Владо Север, ама ние нудиме наше време труд, без ништо да помогнеме, ние добиваме од друга страната игнорирање кои сте ви, јас се ти знам. А точката е за освојена со забелешка под услов. Вие ништо не има тоа. Сега треба да се договориме ние, това е последно. Тогава да разговаряме, не остане джарни. Почнуваме да работим. Значи да се договориме, дали точките на кои одиме ситни забелешки и ги пуштаме да поминат и да има обврска, образлагачите да ни за недела, две, кога ги имплементираат да ни известат или на наредба. Или ќе ги собираме точките, кога ќе ги средат материалите, тогава да ги пуштаме на значи, какво става да вземем заедно, така ќе продължим. За мен е по-добро е, в интерес течие, да пуштиме точката и одредената забелешка да се вгради и да ни известат на наредния совет. Ето е вашата отлука, от Иваново записнико така и влази. Усвоена со забелешка от съветникот на аудиторија. Hvala председател, и тук да завършим. Значи, що не стави до записник и изгласа со 14-13 гласа за точка, со вметнатата забелешка, значи тази забелешка мора да биде покварена. И сега, ако не е донесена на тази седмица или на наредната седмица, значи на трета секунд ќе биде доставена. И предлагам друг план. Не на почетоко на дневния ред. Значи, на крајот тие тековни прашања што ги има, да ги има после секој совет и тогава да се каже, не на почетоко на дневния ред.
Случайно и намерно, значи не е ставено по технически пращания, предлагам да бъде, бидейки предходната седмица нямаше. И още една забележка, значи полугодишните излизите и мислам дека со основни членови што се наведени таму, дека собранието, односно условието на общината нема потреба да ги услови. Аз неколку пати во това потенцирачи на предходните условувања и уште години назаде, значи можете да задолжите, сега е во ред, и било да задолжите, имате советник за образование, на што се повиква кога ги усвојуваме полугодишните извештаи за училиштата и за, мислам, за двете основни и за средното училиште. Мислам дека има депутация, но нема закон. Нека сега говорете ми, че това е какво област, дайте му да провери, бидейки колко сме Може закон. ли предлозите ще ги наведете да стават на гласени, за да продължим на дневния ред? Значи трябва да бъде разрешил майо, да ги внесем на дневния ред. Точките, които предходно бяха тръгнати с цел да поминат на комисия, Марио достави извеща записник от комисията и смятам дека трябва предходно него да оставиме на дневен ред, односно на гласен. Кой е за да ги стави на точките, които бяха привлечени повторно на дневен ред? Против? Констатирам дека точките са дадени на дневен ред, 8 гласа за, 7 против. За отговорност на тия две точки, които имаше конкретно да се трябва да ставим на дневен ред, за да гласуваме или Мисля дека е разчистено. Хвала. добре. Айде сега видим, значи да го усвоим дневния ред, со предлог, со прифатен предлог. Значи дневния ред го изчита, додава се двете точки, които бяха тръгнати предходно. И со точка, последна точка, прашање предлози од советници. Така наведени од дневния ред. Така наведени од дневния ред поставам на гласа. Кој е за? Против? Одржани нема. Констатирам дека е усвоен дневниот ред. 14 гласа за, 1 против. Ќе дам 5 минути пауза, за да може Снежка да ни донесе материали за допълнителните точки и да се повика подготвяч от точките.